Добро утро, повтор пат. Да, ние се наоѓаме во центарот на Прилеп пред споменикот на Пеце Атанасовски, универзалниот уметник, најпознатиот гајдаджија, светски познатиот, кој низ сите страни на светот го пренесе богатството на македонската традиционална музика, фолклорното наследство и доволно повод за најава на нашиот разговор. Овој викенд што следува ќе се одржува 51-то издание на фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. Го најавуваме викендот со фестивалските вечери и денови, а секако денеска почнуваат и активностите и дел од сите настани кои се од фестивалот, семинарот за изучување на народните инструменти и песни, кој веќе е традиционален. Горан Василевски е наш утрински гостин, преседател на фестивалот. Горан, малку да објасниме, се враќа во старо-новото руво фестивалот, околу Спасовден да се одржува во лулката на гајдаџиството на гајдаџиите Долнени. Што е тоа што се менува, а што е новото? Токму така како што споменавте, се враќаме повторно на лулката, односно Долнени, местото кое што со самото име символизира гајдата и народните инструменти. Од оваа година, од 51-иот фестивал, повторно се враќаме за Долненски Спасовден на Рудина во Долнени. Двата дена во сабота вечерта од 18 часот и во недела на 1 јуни од 10 часот на Рудина ќе настапат околу 300 учесници, надпреварувачи. Имаме доста, можам да кажам, заинтересираност, како и секоја година. Се повеќе млади, се повеќе виртуози, мултиинструменталисти. Можеме со широко срце и радост да кажеме дека кај младите наидува поддршка традиционалната музика и се изучува на факултетите, нели? Да, доста млади се интересира, тоа го потврдува и фактот, оваа година имаме околу 20 на семинаристи од буквално цела Македонија кои што се заинтересирани да учествуваат на семинарот за изучување традиционални инструменти кој започнува денес се до петок, а нивната работа секако гледачите, публиката ќе имаат можност да ја слушнат и на самата фестивалски денови. Така, почнува во ученичкиот дом Орде Чопелар, да кажеме точно, а секако дел од фестивалот е петок симпозиумот, но и да кажеме една новина, воспоставуваме Ден на гајдата, затоа што подсетиме. Од декември гајдата е заштитена УНЕСКО како трајно нематеријално културно наследство богатство. Така, со тоа што гајдата официјално влезе во УНЕСКО како заштитено нематеријално културно наследство, гајдата и изработувањето на гајда, нашиот фестивал едноставно добива се искачување на повисоко скалило, имајќи во предвид дека е најстар фестивал од овој карактер кој ги зачува традиционалните инструменти и песни. Навистина сме горди на тоа, со самото тоа што и главната награда за најдобриот гајдаџија е секако гајдата на Пеце, која што исто така се промовира, го промовира и фестивалот, а и гајдата како традиционален инструмент. Така. Зачувувањето е една од улогите на фестивалот, на традиционалниот изворен мелос. Меѓутоа, која е пораката што се носи кон новите генерации? Се заинтересирани? Моje видување е дека навистина има заинтересираност. Се повеќе млади изучуваат традиционални инструменти, не само на средните, основните факултетите. Има доста и самоуки, да кажам, деца кои што навистина се трудат да ги изучуваат народните инструменти, имајќи своји ментори од постарите гајдачи, изучуваат преку снимки, преку директен контакт. Мислам дека навистина конкретно зборувам за гајдата,
има иднина Така. Македонија. Само да ја подсетиме за Прилепчани, петок имаме ревијален дел. Што ќе се случи? Така, во петок ни доаѓаат гости кои што се дел од фестивалот од Австрија, кои што се мешан состав македонци, срби, бугари, има австријци. Меѓутоа, ова година под, кажем, организација на Центарот за култура, бидејќи имаме долгогодишна соработка со Центарот за култура Марко Цепенков, во нивна организација се одржува концерт на групата етносоставот Александар на летната сцена во Марко Цепенков. Така да Прилепчани ќе можат да уживаат во тој нивни етно музика која што ја негуваат. Сите. Да. Каде и да се. Благодарам, Василевски. Само да подсетиме, оваа недела е посветена на традиционалната изворна музика. Наредниот викенд ќе одиграат гајдите, зулите, тапаните на Рудина кај Долнени. Студија.